татко ми исто така ми го оставил еден аманет, вика, сине, вика, ова работа, вика, ако не тече, вика, има да капе. И така, еве, денеска го држеме ова работа, работиме. Не е да викаш како што било, али добре на зборовите на татко ми што ми ги кажал, капе работата, не е да викаш ко зна како добро, ама не е ни лошо. За една плата може да се извади. Може да се живее. Овој дуќан постои, јас не памтам од кога, као бојаджија, да ти кажам, пошто татко ми беше тука како ученик, исто така како дете, он работеше како чирак тука, па после стана калпа, па после стана газда, и така што во овој занат се заљубил татко ми и го продолжи, го работил ова работа. Што ја како исто така дојде тука да му помогнам на татко ми како ученик исто така, и јас исто така се заљубив во овој занат и го прифатив овој занат. И денеска го работам исто така како бојаджи овој занат. Тука постојам како скоро 49 години сега пунам што сум во овој дуќан, во овој занат што го работам уште денеска. Гледам, имам два сина, едниот син исто така, едниот го обожава овој занат, гледам дека и он сака да ме наследи. И он го работи со љубов, го сака овој работа и мислам дека он ќе го продолжи ова работа. Док сум жив јас. Порано имаше, сме фарбале волна, джемпери, капути, чорапи, све од волна тоа било. Потте правеле јамболи, исто така јамболи сме фарбале, сме валјале, сме работеле доста, имаше многу работа. Сега не е таа работа што било, сега работиме малку со ова како што гледат со текстилни работи, пример со фармерки, јакни, блузи, вршиме и така исто кожни работи, патики, јакни како што гледате. Што во ова работилница тука како што го гледате, овие ми се казаните, овој ми е најмалиот казан. Порано сме имале 4 казани, сите 4 казани се палеа овде кога се огин се палеше. Први доаѓавме на почеток, пример доаѓаме, облекуваме пример работно одело, па после облекуваме гумени чизми, гумени ракавици исто така, за да не се намокриме, ме секаш. И го пуниме казанот со боја тука, како што ова со вода. Го спремаме, чекаме. Денеска не ми е денот за фарбање, пошто имам ден одредени што фарбам, што ги палам казаните. Порано имаше многу работа, ги палевме од 5, има 4 казани големи, имаше многу работа. Работеме 4-5 души, а сега нема работа, еден човек и тоа е многу. Помладите денеска не се интересираат, не знаат што е бојаджија, не знаат што. Да ти кажа, пошто јас тука скоро направи 50 години што сум во старата чаршија, а имам веќе 60 години. Многу беше интересно, пошто доаѓавме на работа на времето, сме дошле у 5:30-5 сати, отвараме дуќан и сме дошле касно. Цела чаршија беше отворено. Тропаше секој со својот занает, пример, имаше опенчари, папуџи, имаше казанџи, имаше ковачи, има бравари, лимари, имаше се што имаше тука. Али сега тоа све е изгубено, нема ништо од тие.